има повеќе можности за водоснабдување. Можеме да собираме вода од студенчица во коморите, кои што имаат капацитет околу 8070 метри кубни. Имаме 3 бунарски постројки, можеме да собираме вода од изворите, старите градски извори лоцирани околу езерото. И проблем, ниската зона генерално нема со водоснабдувањето. Проблемот со водоснабдувањето најчесто се јавува кај високата зона, која што ги офаќа населбите Варош, горниот дел од Точила, Тризла и Рит. Минатата недела имаме сериозни проблеми со количините на вода кои што ги доставуваме до овие местни заедници и заради што сум должен да им се извинам на граѓаните кои што нормално очекуваат да добијат количини на вода доволни за да ги намират своите основни потреби. Морам да кажам дека за прв пат во функционирањето на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација, повторувам за прв пат, успеавме да најдеме начин од бунарите преку водоводната линија од Точила да доставиме вода до стариот резервоар, лоциран близко до пречистителната станица, која што намена требаше да биде во услови на вода во езерото, водата која што од езерото ќе се третира да се складира во тој резервоар. Пуштивме во употреба препумпна станица од тој резервоар, носевне вода до него и преку препумпната станица директно водата ја импутиравме во кружната цевка Фи-400, која што практично ја носи водата до високата зона. На овој начин, во текот на оваа недела, поточно во вторникот, се стабилизира водоснабдувањето и во овој момент цел град и секој домаќинство во градот има доволно количини на вода. Се надеваме дека таквата состојба ќе продолжи и понатаму. Нашите екипи се постојано на терен. Верувам дека ова ново искуство не само што во овој момент ќе помогне да се дистрибуира доволно количина вода во целиот град, туку ќе биде добар предуслов и во иднина кога имаме вакви кризни хидрометеоролошки ситуации, градот да се снабдува со вода.